На струмичките ниви, утрото се пречекува меѓу редовите насеани со црвени пиперки. Секоја есен тука се гледа плодот на макотрпната работа на земјоделците. За нив времето се мери од една до друга сезона на садење. Но наместо млад народ и деца со нив кои ќе трчаат наоколу, струмичките ниви се повеќе наликуваат на запустени ливади, а луѓето што ги среќавате не се помлади од 50 години. Реалноста според Ристо Велков е сурова и е резултат на повеќе од 30 години ветувања и несистемски вложувања за правилен развој на земјоделството. Последните 10 дена дојде пак до разочарување кај самите земјоделски производители, бидејќи сме сведоци на увоз на одреден тип на производ или култура, а тоа е индустријската пиперка, која што увезена и незината цена се нуди по 20 денари. Се додека има такви осцилации, се додека нашиот земјоделски производител не знае која култура да посади, која култура по која цена ќе ја пласира, мислам дека се уште ќе бидеме сведоци на намалување и намалување на самите површини под земјоделски насади. Во градот пак има обиди да се прави празник на земјоделското производство. 5 години поред струмичани организираат агросаем како мегдан на кој ќе се среќаваат производители, трговци и преработувачи. Млади земјоделци се помалку. Ако се знае од посечната возраст на македонскиот земјоделец е веќе над 55 години, проблемот е доста комплексен. Мора да работат сите институции поинтензивно на нивно враќање, пред се на нивно враќање и овозможување на подобри услови во нивните места на живење. И тутунопроизводителите се на ист став како градинарите. Иако последниве години се задоволни, најголем страф е неизвестноста за пласман и цена по која ќе биде откупен. Со тутунот не се знае никогаш. Тутунот е такво производство што секојаш пат може да биде и поевтин и поскап. Сега го произведуваме, го не знаеме дали ќе го платат како лани што го платат. Ако го платат како лани е добро, окей. Ако не го платат како лани, ако биде по-ниско од лани, секојаш пат се стремиме нели на подобро. Но какво и да е производството, без добра механизација не може да се замисли. И градинарството и индустријските култури бараат современи алатки и пристапи. Ристо Велков вели дека државата мора најпрво да почне од основите, да се види која површина за какви култури е погодна. Проверка што не е направена повеќе од 60 години. Што значи тоа? Дека во одредени региони имаме различни сорти на типови на почви. Секоја култура бара одреден тип на почва. Не само тоа, него и секоја култура бара одреден тип на почва каде што може да успева. Затоа мислам дека е неминовно да се утврдува и тој вид на видот на почвата со која на која ќе се одгледуваат самите култури. Мислам дека тука ќе бидат и поголеми успесите ако се знае на кој тип на почва, која култура успева, тука ќе имаме да речеме и поголеми приноси, а и поголеми квалитети. Задржување на младите, развој на земјоделството се актуелни теми пред секој изборен циклус. Додека не се изгради државна стратегија која секоја политичка гарнитура ќе ја има како свој приоритет, нивите и понатаму ќе опустуваат, а младите ќе се оцелуваат. Успешно и современо земјоделство во овој регион е приказна што ветува, но нејзиното остварување за оние кои треба да ја живеат, засега се уште е во доменот на бајките.